Во Македонија има вкупно 540.000 хектари земјоделско земјиште, од кои 85.000 хектари се државно необработено земјиште и 90.000 хектари приватно. Заради кризата, Министерството за земјоделство веќе ги подготвило измените на Законот за земјоделско земјиште, според кои и приватното необработено или напуштено земјиште државата ќе им го давала на користење на оние кои сакаат да го работат. Според ресорниот министер Љупчо Николовски, сега ќе се правеле и деталните анализи за овие измени, се со цел да сме биле подготвени со сите мерки и политики во делот на храната. Ова пак ги налути македонските земјоделци. Велат дека тие под ниеден услов нема да го дадат својот личен имот, seедно дали го обработуваат или не. Работи за чисто непочитување ниту на устав, ниту на право, ниту на закони. Затоа што приватната собственост е со устав загарантирана. И за она што е собственост на некој, носи одлука самиот собственик, не министерот, не некое министерство. Така да мислам дека министерот или не ги познава законите, или едноставно е тргнат на вистина да го уништува земјоделството, па веќе не знае ни што прави. Она што особено ги иритира и онака гневните земјоделци е тоа што тие воопшто не биле консултирани околу овие најавени законски измени. Одлуката донесена во име на некого за сметка на имотот на некој, навистина ниту е логична, ниту е справедлива, а најмалку законска, реагира Јосифовски. Загрижените земјоделци кои имаат необработено земјиште бурно реагираат и на социјалните мрежи. Така на времето им правеле грците и бугарите на македонците. Им го земале земјиштето за накрај да ги избркаат и од нивните домови. Ке го давате ако е ваше земјиштето, затоа луѓето плаќаат даноци. Го соголивте народот до гола кожа, како не ви е срам. Овој мисли дека земјата која не е обработена е од татко му, па ќе ја дава на други, па мало сутра. Се само дел од реакциите на земјоделците на социјалните мрежи. Инаку стравувањата кај земјоделците се дека најголем дел од земјиштето ќе им се одземало не за производство на храна, туку за поставување на фотоволтаици, бидејќи како што велат и сега во Македонија имало полни амбари со жито, но државата не го купувала домашното, туку увезувала од надвор.